студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Полицијата од утрово врши серија претреси на повеќе локации низ Скопје во кои живеат лица кои се поврзуваат со тешки кривични дела, меѓу кои убиството на Пластичарската улица во мај минатата година, кога беше убиен Амар Исманија, 2 лица беа потешко повредени, како и убиството на Орхан Бајрами кој беше ликвидиран во куќа на Халкидики во Грција. Според тогашните информации, двајца маскирани напаѓачи влегле во апартманот каде што престојувал Бајрами и отвориле оган, при што биле испукани 19 куршуми. Бајрами почина на лице место, додека неговиот пријател беше сериозно повреден. Полициски извори велат дека со акцијата се очекува целосно да се затворат овие 2 убиства за кои веќе има и други лица кои се под истрага или се наоѓаат во затвор. Од обвинителството за организиран криминал ги потврдуваат информациите. Велат дека во рамки на предметот под кодно име Бункер од утрово МВР врши претреси на 5 локации во Скопје. Акцијата е резултат на обезбедени докази во рамки на истражната постапка што се спроведува против членовите на криминалната група Бела Ноца Барон, велат од обвинителството, од каде повеќе информации најавуваат во текот на денот. Настанот го потврди и полицијата. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски денеска и утре во посета на Обединетото кралство, каде што ќе биде потпишан договорот влада со влада во рамки на договорот за стратешко партнерство меѓу двете земји, со кој Македонија добива најголем обем на средства за реализација на капитални проекти од 6 милиарди евра. Посетата на Николовски е на официјална посета од британската влада, а следи од како владата вчера го усвои договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство. Со договорот што ќе се потпише, целта е да се воспостави партнерство за поддршка на реализација на повеќе инфраструктурни проекти. Или до почетокот на наредната се очекува предлогот за нов министер и уште 2 заменици кои треба да го наследат Таравари кој реши да си замине од владата. Како што вчера објави премиерот, измени во распределбата на ресорите нема да има, што значи дека вреди ќе ги предложи новите членови на владиниот кабинет. Од оваа партија тврдат дека само мал број членови на Алијанса за албанците решиле да го следат Таравари. Вице-премиерот Фетаи, кој беше меѓу првите кои му се спротистави на Таравари, рече дека само 3 функционери си поднеле оставки, додека уште 50 остануваат дел од владата. Според него, тие се откажале од партискиот лидер, бидејќи тој се решил да му се придружи на ДУИ. Претходно еден од пратениците од групата на Таравари си поднесе оставка, изразувајќи несогласување со неговите позиции. Таравари беше дел од владата околу 1 година пред да реши да ја напушти. Слични чекори лидерот на Алијанса правеше и во минатото. Тој неколку пати влегуваше и излегуваше од владата на СДСМ, а во меѓувреме имаше и конфликт со Зијадин Села, пошто партијата ја подели на 2 фракции, меѓу кои се уште трае судска постапка за тоа кој ќе го добие партискиот печат. Претседателката Силјановска денеска треба да го објави предлогот за гувернер на Народната банка. Меѓу тројцата најсериозни кандидати за оваа функција се споменуваат актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска, професорот на економскиот факултет во Скопје Трајко Славевски и поранешниот министер за финансии Зоран Ставревски. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека очекува новиот гувернер да работи на одржување на макроекономската стабилност и да биде двигател на позитивните економски текови. Мандатот на актуелната гувернерка Бежовска истекува утре, но законот пропишува таа да ја врши функцијата се до изборот на нов гувернер. Измените на Законот за надворешни работи кои вчера ги усвои Собранието се клучни за професионализација на дипломатијата и подобрување на условите за македонските дипломати во странство, вели министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, пренесе неговиот кабинет. Муцунски денеска во објава на социјалните мрежи нагласи дека со измените се воспоставува јасна законска рамка за професионализација на дипломатската служба и воспоставување на надлежностите на министерството во областа на надворешната трговија и инвестициите. Шефот на дипломатијата напомена дека измените предвидуваат зголемување на процентот на амбасадори од редот на кариерните дипломати, продолжување на мандатот на упатените дипломати на 4 години наместо досегашните 3, како и уредување на процедурата за именување амбасадори и улогата на Собранието во целата таа постапка. Одиме со партиски реакции.
Поразителни се последните податоци. За само еден месец синдикалната кошничка е поскапена за 1217 денари. Само за храна и пијалоци трошоците се зголемени за 954 денари, велат од СДСМ, и додаваат дека денес на едно 4-членото семејство му требаат речиси 64.000 денари месечно само за преживување. СДСМ бара веднаш владата да ги прифати мерките за покачување на минималната плата на 500 евра, зголемување на платите во јавниот и приватниот сектор, укинување на ДДВ-то за храна, за реално намалување на цените. СДСМ останува на страната на граѓаните, ке се бориме за достоинствен живот, за реални плати и економија што работи за народот, а не за министрите, се вели во соопштението кој што опозицијската партија го објави утро. А од ВМРО ДПМН и предпладнево на пресконференција повторно побараа одговори од опозицијскиот лидер за информациите за златна виза во Дубај. Продолжува молкот на Филипче во делот на одговор на нашите прашања за потеклото на златната виза и пресудата на модуларната болница. Филипче и СДС секојдневно се повеќе тонат во скандали кои се поврзуваат со криминал и корупција. Филипче не одговори за потеклото на златната виза, ниту одговори дали е задоволен од пресудата за модуларната болница. Филипче најверојатно и на денешното поставено прашање ќе продолжи да молчи и да не одговара, но сепак јавноста заслужува одговори. Дали Филипче заедно со Заев поседувал акции во индиска авиокомпанија, а придобивките од истите ги вложиле во градење на висококатница во Дубај? Дали Филипче од овие акции кои ги поседувал, каде што се поставува и прашањето од каде му нему пари за купување на толку скапи акции, има добиено милионски суми во евра? Доколку Филипче продолжи да молчи, дали тоа значи дека се потврдуваат нашите тези? Филипче да престане да молчи и да излезе во јавноста и да даде одговори. Судењето за убиството на Вања и Панче продолжува денеска во Скопскиот кривичен суд. На изминатото рочиште заврши доказната постапка и се започна со дополнување на доказите. Дополнителни докази изведуваше обвинителството, меѓу кои имаше и снимки од безбедносни камери, кои според обвинителката покажуваат како обвинетите го подготвувале убиството. Во обвинението стои дека Љупчо Палевски заедно со уште 4 лица, меѓу кои таткото на Вања, испланирале грабнување на 14-годишното девојче со цел да присилат член на незиното потесно семејство да даде пари за откуп. Грабнувањето на Панче Жежовски во Велес според обвинението било со намера да го присилат да им го даде неговото возило за да го користат за грабнување на детето во Скопје. Го следиме ова рочиште, детали имаме во следните информативни изданија.